Почитувани мои сограѓани, драги криопаланчани, деновиве наврши една година откако ми ја дадовте довербата да ја водам општина Крива Паланка. На почеток морам да признам дека тоа беше година која беше исполнета со многу предизвици, година на динамична и посветена работа за доброто на сите нас, за доброто на општината. При тоа морам да напоменам дека на почетокот се соочи со неколку наследени состојби, како што се блокираните постапки и процедури, нефункционалноста на определени служби, нерешените состојби по однос на степенот на кариера на административните службеници, судска постапка од страна на вработените во територијалната противпожарна единица, блокирани предмети и незавршени постапки за легализација на бесправно изградените објекти. Од овој аспект, денес можам да кажам дека повеќе од 50% од вработените во општинската администрација добија степен А и степен Б на кариера, односно зголемување на платите за 5 или 10%. Со вработените во територијалната противпожарна единица се потпишаа спогодби за вонсудско решавање на спорот и истите вкупно ќе бидат обештетени со околу 2 милиони денари. Во меѓувреме работиме и преговараме со синдикатот на УПОС за прв пат да биде потпишан колективен договор на ниво на работодавач, како и на кадрово зајакнување и модернизација на службите и услугите во рамки на локалната самоуправа. Во таа насока започнавме со подготовка на функционална анализа, се прават подготовки за воедување на ИСО стандардизација, како и набавка на ГИС систем за полесно и поедноставно извршување на секојдневните задачи и обврски на општинските служби. Возобновени се и избрани се нови раководства во сите 32 рурални местни заедници на подрачјето на општина Крива Паланка, со што се воспостави еден нов начин на комуникација со руралните средини и граѓаните кои што живеат и гравитираат во овие подрачја. Сепак, она што е незначајно во овој период, тоа се проектите од областа на инфраструктурата. Имено, во соработка со владата на Република Македонија, отпочна изградбата на експресниот пат Ранковце-Крива Паланка во вредност од околу 78 милиони евра. А многу наскоро ќе започне и рехабилитацијата на постоечкиот патен правец на оваа делница, како изградба на трета лента на патниот правец кој што води од Крива Паланка кон граничниот премин Деве Бајр во вредност од околу 13 милиони евра. Во текот на оваа година на локално ниво вградивме околу 10 километри асфалт и тоа на улиците во населба Белево, во населба Домачки дол, Партизанска, 8 октомври, Херој Карпош. За прв пат после 40 години на делницата од Крива Паланка до село Осиче се постави целосно нов асфалтен слој од должина од 6 километри. Покрај тоа, во текот на оваа година беа прочистени и делумно тампонирани патни правци во речиси скоро сите рурални подрачја со вкупна должина од околу 200 километри. Во моментот се работи на асфалтирање на патниот правец во село Конопница, во местноста Кула Стублица, како и на кракот кон училиштето во село Трново. Во изминатата година со 14 милиони 500 илјади денари обезбедено од Министерството за труд, транспорт и врски беа заменети 2850 метри на азбестни цевки кои се користеа во системот за водоснабдување со нови полиетиленски. Работевме на рехабилитација на водоводите во село Тломинци, Узем и Костур, а наскоро ќе отпочне изградбата на водовод во село Луки. Проектираме нови водоводи во дел од приградските населби на градот, како и проектирање на нов водовод во село Мождињак. До крајот на месец ноември треба да заврши изградбата на пешачко-рекреативната патека на местноста викана Стара Вада во должина од околу 870 метри со средства обезбедени од програмата на ИПА. Ги саниравме сите срушени габиони и слечиштето кое што се појави на патниот правец од Крива Паланка кон Дурачка река. Изградени се десетина подпорни ѕидови на различни локации, а наскоро започнуваме со работа за регулирање на Скрљавски дол. Со помош на Министерството за земјелие, шумарство и водостопанство реконструирана е зградата на метролошката станица,
Реновирани се училишните дворови во основно училиште Илинден и детската градинка Детелинка. Поставени се поголем број на нови сијалишни места, а постоечките се заменуваат со LED светилки. Само во првите 10 месеци од годината, по основ на улично осветлување, се заштедени околу 800.000 денари. Се работи на поставување на 12 автобуски стојалишта, а поставена е и првата станица за полнење на електромобили во соработка со ЕВН. Проектот за промоција на туризмот во 3D, кој беше целосно блокиран, успеавме да го одблокираме и за само неколку месеци да го финализираме, а Крива Паланка со тоа да добие две скроз нови сали кои што се наоѓаат во општинската зграда. Работевме на проектирање на нов градски плоштад и парк, нов градски пазар со паркинг простор, на активирање на постапките за носење на дупови за урбаните блокови 7А и 4А, како и на комплетирање на документацијата за проектот за гасификација на Крива Паланка. Истиот е поднесен во владата на Република Македонија и се очекува како пилот општина да отпочнеме со негова реализација. Исто така, во фаза на изработка се проектите за нов патен правец во село Дурачка река и избегнување на постоечкото слечиште, како и на проект за промоција на станечките водопади и исто поврзување нивно со планинарска патека до Калин камен. Аплицирано е и очекуваме поголни информации и резултати по однос на неколку проектни апликации од програмата на ИПА со Република Бугарија, а пред се тие се однесуваат за уредување на речното корито, за изградба на пристапни патеки, уредување на јавни површини и креирање на фитнес зони, како и проектни апликации за поставување на фотоволтаици на повеќе јавни институции и установи во општината, но и средства за изградба на поголем број патни правци, како што е село Голема Црцорија, село Градец, Варовиште и изградба и рехабилитација на тротоарските површини во општината. Општинската веб страна доби две признанија, и тоа трето место за сајт на годината од владини државни институции и прогласена е за најдобар сајт за пристап за лица со пречки во развојот. Според степенот на транспарентност на објавените информации, општината е рангирана на високото пето место на национално ниво според Центарот за граѓански комуникации. Од оваа година се врши директен пренос на сите седници на Советот на општината на официјалната веб страна, а за руралните подрачја и за местните заедници на месечно ниво се печати и дистрибуира билтен во тираж од 500 примероци, во кој се содржани сите информации за сите позначајни активности на локално ниво. Општинскиот совет е целосно компјутеризиран и материјалите кои што претходно се доставуваа во хартиена форма, сега се доставуваат по електронски пат. Во делот на комуналните дејности набавени се 50 корпи за отпад на јавни локации и 10 нови контейнери. Организирани се поголем број на акции за чистење на 10 диви депонии и уредување на 30 јавни површини со отстранување на хаварисани возила. Прочистени се поголем број на каналски и цевчести пропусти во населбите Домачки дол, Белевски дол, Бојанов дол, Куков дол, Бегови Бавчи, Нимулија, како и плочести и цевчести пропусти под магистралниот пат долж речното корито. Извршено е уредување на речното корито и на потегот на градскиот стадион е остраната сета стеблеста вегетација. Се работеше и на озеленување на јавните површини во местоста наречена Стара Кожара. Оваа година за прв пат е донесена програма за третирање на кучињата скитници во градот и е склучен договор со фирма од Куманово, преку која истите соодветно се третираат. Во сферата на културното живење на градот беа организирани поголем број на настани и манифестации за одбележување на датуми од локално, национално и интернационално значење. На одбележувањето на денот на ослободувањето на Крива Паланка, 8 октомври, имавме присуство на 11 странски делегации од 8 држави и над 50 домашни делегации од министерства и други институции. За таа прилика, покрај востановената 8 октомвриска награда
на истакнати и заслужни граѓани. За прв пат оваа година беше воведена наградата за доделување на почесен граѓанин на Крива Паланка, која ја прими евроамбасадорот Самуил Богар, и награда за посебни заслуги и за промоција на Крива Паланка, која е доделена на министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. За прв пат празнувањето беше збогатено со организирање на првата иселеничка средба, на која што учествуваше Борче Величковски, председател на Македонскиот национален совет од Република Србија, како и манифестацијата Шопска софра за избор на најубав пар и народна носија. За прв пат оваа година беше извршен и избор на просветен работник на годината по повод 24. мај, денот на словенските просветители. Во таа насока е организирано и најмасовното джип рели по патеките на Осогово, на кое што учествува околу 600 учесници. Во насока на стимулирање на локалните автори и уметници, возобновена е манифестацијата и детскиот фестивал Распејано Симиче, а во соработка со Градскиот музеј на Крива Паланка, за прв пат оваа година е објавен конкурс за откуп на авторски дела од локални автори. Оваа година имавме и интензивна дипломатска офанзива. Покрај посетата на 8 домашни министри, Крива Паланка ја посетија евроамбасадорот Самуил Богар, американскиот амбасадор Джес Бейли, постојаниот представник на Обединетите нации во Република Македонија Луиза Винтон, амбасадорите на Кралството Шпанија, од Украина, Србија, како и многу други. Во семејството на збратимени општини ја додадовме општина Перечин од Украина, а се надеваме дека наскоро тоа ќе го направиме и со општина Бор од Република Србија, општина Испарта од Турција и Гроз Цимер од Германија. Организиравме недела на шпанскиот и турскиот филм, а во Градскиот музеј, во соработка со Мировниот корпус, имаме инсталирана опрема и аудиоводич на изложбените поставки на неколку странски јазици. На фолклорниот фестивал оваа година зедоа учество 17 ансамбли од 5 држави, а на театарскиот фестивал, кој што имаше своето 10-то јубилејно издание, видовме 10 театарски представи од 4 европски држави. На традиционалниот Џојфест годинава учествува Рибја Чорба, Јелена Томашевиќ, како и домашните РГБ и Тајфата и Димитар, а при тоа беше организиран и пред новогодишен хепенинг со многу познати звезди, меѓу кои што за најмладите најголема радост беше Мартија Станојковиќ, како и пред новогодишен концерт со култните Црвена јабука. Во таа насока морам да потенцирам дека општествената одговорност која се демонстрираше кај поголем број на фирми и стопански субјекти, и морам да ги истакнам исклучителната соработка со бугарски Булмак, винаријата Тиквеш од Скопје, Еколайф Пелет за вас Скопје, Житолук Скопје и поголем број на други стопански субјекти на локално ниво. Во таа насока оформен е Општински сојуз на стопанственици и подпишан е меморандум за соработка со Стопанската комора на Република Македонија. Во насока на зголемување на општествената одговорност, во фаза на формирање сме на фондација, која што ќе го носи називот Со срце за Крива Паланка. Одбележани беа и поголем број на интернационални денови, како што се 9. мај, Денот на Европската Унија, Светскиот ден без автомобили, Денот на екологијата, Денот на планетата Земја, Интернационалниот ден на ромите, Денот на лицата со посебни потреби, 1. април, Денот на шегата, како и поголем број на други манифестации, како што се невестинско поклонение и интернационалната изложба на карикатура. Во насока на подобрување на социјалните услуги, а во соработка со Министерството за труд и социјална политика, во рамки на општината, од оваа година е адаптирана канцеларија во која што ќе бидат ангажирани 2 лица кои што ќе нудат услуги во оваа сфера. Во фаза на имплементација се и проектите Цело е кога има се за воспитно-образовни асистенти на лицата со посебни потреби и проектот за помош на стари и изнемоштени лица во руралните средини. Работиме и на проектирање и проширување на постоечките капацитети со доградба и надградба на објектите на детската градинка Детелинка. За прв пат
Оваа година средствата наменети за невладини организации беа доделени на јавен конкурс на кој што се пријавија 19, а од кои што 16 добија средства за имплементирање на нивните проектни активности. Покрај воведувањето на спортските стипендии за 8 ученици и 8 стипендии за талентирани ученици, воведовме и субвенциониран превоз за 10 студенти на факултетите во Штип и Скопје. Набавени се 10 смарт табли во кабинетите во Средното општинско училиште Ѓорче Петров, а учесниците од Криа Паланка на националната манифестација Треш Фешн освоија првото место. Младите музичари од нижното музичко училиште се закитија со бројни награди на домашно и меѓународно ниво. Од оваа година во Криа Паланка ја донесовме ракометната школа на Металург, оформивме шаховски и пливачки клуб, имаме кошаркарски клуб кој што се надпреварува во првата женска лига и кошаркарски клуб кој што се надпреварува во втората македонска лига како машка екипа. Пимонгарите и каратистите постигнаа завидни резултати на националните и интернационалните надпреварувања. Во преговори сме за формирање на пимонгарски клуб како машка екипа која што ќе се надпреварува во првата македонска лига. Аплициравме и за изградба на атлетска патека на градскиот стадион, како и дополнителни фитнес зони на различни локации во градот. За прв пат се организира и тенискиот турнир Криа Паланка Ранковце Опен, а во чест на 1 мај се организираше масовен атлетски надпревар за учениците од основните и средното училиште во градот. Работиме на омасовување и подобрување на училишните спортови. Оваа година во градот Криа Паланка беа поставени 3 бесплатни Wi-Fi зони. Во фаза на подготовка се поголем број на други апликации со кои Криа Паланка ќе дадеме нов лик, нови можности и перспектива со подобрување на локалната економија. Морам да кажам дека ова беа само дел од она што ја имавме како можност или желба и идеја за реализација, но многу поголем дел од тие идеи останаа за реализација во следната година. Ви благодарам за поддршката која што ми ја дадовте, мене и на општинската администрација и не мотивирате да продолжиме кон изградба на нови евроатлантски перспективи и нов модерен лик на нашата Криа Паланка. Ви благодарам.